Јас сум новиот водител на Метео на Телма телевизија. Ви благодарам за довербата, ќе се обидам да ги заменам Ирина и Елена. Не знам дали ќе бидам подобра од нив, заради тоа што Ирина додека се договаравме овде ми рече дека на почетокот била како беше тоа, како сообраќаец. Така, одиме со вонредна временска прогноза, така јас го нареков ова линковско вклучување. Ирина, здраво, еве вака од големото студио. Ете така. Да. Во одредната временска ќе ја започнеме со тоа дека ни носи топло и убаво време. Пролетно, пролет. Дефинитивно. Имаме мала промена, претходно најавивме во склоп на утринската на прво, официјално второ метео би рекла. Имаме мала промена, патка и температурите за неколку степени, но во рамки на просекот. Сепак ова е претопло. 28-29 степени, ќе имаме пријатни 20 на степени викендов. Супер. Много убаво време. Да. Сега ќе ни кажеш што се треба да знае човек кој што завршил метеорологија, нели ти си знаеш се од страна вака гледано, но што се треба да се внимава кога се прави оваква метеопрогноза на Телма? Па најбитна е информацијата, да се има точна, прецизна информација, проверена информација претходно, дефинитивно. И јас би рекла тоа е една приказна која тече. Нема застој, буквално 24/7 треба да бидеме спремни, да имаме информација за било кој ако не праша да знаеме што се случува, какво време ќе не очекува, да може да се планираат сите оние активности на отворено. И да се има можеби само мал процент на грешка. Тука се гради довербата кај луѓето, што јас верувам дека ја имаме. Така е. Не зборувам за технички работи. Што се треба да направи, да речеме Ирина, еве денеска си на Метео, така? И што се е твоја обврска во денот? Па имам своји извори каде што ја проверувам временската прогноза, извори кои што ги проверувам и од претходно, но секако во консултации со управата за хидрометеоролошки работи кај нас. Заедно соработуваме со нив, оние главни информации за измерени и анализи на претходни случувања ги добиваме од нив. Но некогаш може не се сложувам со таа прогноза, така што правам некоја баланс некој помеѓу моето и нивното, но најчесто е точно и тоа секако. Така, може ли да видиме како би изгледала за сите во одредната временска да пробаме? Имаме едно далечинско. Да, ето така. Се именуваме сами, првин се појавува подписот. Дали сум јас или Елена Колишката, секако тој подпис излегува. После имаме временска прогноза, ова која што моментално ќе ја видиме е денешната. Конкретно имаме за Балкан денес. Така што гледаме дека имаме во северните делови нешто понестабилна временска состојба, веќе централните и јужните има повеќе сонце. Овие врнежи кои што ги гледаме на север, ги очекуваме нешто послабо да дојдат кај нас и кон крајот на неделава, но ќе бидат послабо изразени. Кога даваме Балкан, обично иде после тоа и картата за Македонија. Така е. Така што гледаме и кај нас што се случува, какви минимални и максимални температури се ова. После ја давам и тридневната, но кај Македонија имаме 4 дела. Добре. Така ни е поделена, графиката ни е така направена. Така сега да им кажеме на сите, немате вие идиот за оваа метеопрогноза. Немаме. Така, да. Користите? Имаме концепт секако во глава, но е импровизација. И затоа и личи можеби спонтано. Да. Затоа велам тоа е некоја приказна која е од претходно и си тече. И само се надоврзуваме секојдневно на она од претходната. Така е. И добро што имаме неколку споени денови, па едната малку паузира, па после иде другата. И во склоп на ова метеоролошка приказна одговара повеќе така за да може да се надоврземе на она следно што доаѓа. Така, и на крај доаѓа тридневната временска. На крај ни доаѓа тридневната. Имаме ние 5-дневна, но сепак ради прецизноста не ја даваме, повеќе даваме 3-дневна затоа што може да се случи мала грешка, нели колку е понатаму, толку има поголем процент на грешка. Ова ние конкретно за среда, четврток и петок, што значи за утре. Еве веќе имаме и почеток од оној празничен викенд, би рекла следен. Но ете, има некој опаѓање кон температурата, како што реков, но 28 па после 22 не е ништо страшно. Не е ништо страшно, ама кажи ми само сабота, недела таму или не смееме да кажуваме таа 5-дневна како ќе биде? 2 мај како ќе биде? Што ќе го имаме после метеото, го фаќаме и денот сабота, јас некогаш, иако не ми стои тука тој ден, знам да кажам и за понатаму, затоа што верувам дека ги интересира многумина. Па, традиционално, веројатно, за 1 мај може да имаме, пак врнежи викендов, но локална нестабилност и јас би рекла пролетно освежување, сепак. Не е тоа нешто обилно, да. Кога сме ке приказната на Ирина, тогаш мора да споменеме нешто што е многу интересно. Значи, како се врза тоа метеорологија, да биде основна, да речеме професија, но музиката да биде нешто кое што го отсликува животот твој?
Паката музиката тлее од многу мали нозе, што би се рекло. Од мое паметење, од некој 5 годишна возраст, со пеење, песнички, фестивалски попатувања во кола, во автомобил, на памет, што се вели. И понатаму веројатно си продолжува тоа. Љубовта не згаснува. После имав, основно се сеќавам за да продолжам со музика, тогаш беа актуелни оние оркестри во основно училиште, мандолински, нели? Веројатно многумина сме оделе на тоа, за жал сега ги нема. Па продолжив со хор, јас сакав и средно музичко да се запишам, но растена сум во фамилија каде што се гаело математика, татко ми е професор математика, и секогаш на прво место била науката. Одење по математички надпревари, распусти, решавање задачи. Така што некако сепак ми одело и тоа, да, но љубовта си е тука, музика па музика, и кога требаше да се определам средно, сакам музичко, но моите што со музика, каде понатаму, затоа што ако се определиш за музика, конкретно мораш музика, немаш веќе друг избор. Можеби ова е најпаметниот избор. Па веројатно, јас продолжив после Кварчагин, па после тоа пак тежнев на кај музичка академија, но ништо и од тоа, и решив, ајде ќе се запишам на ПМФ, дефинитивно идам математика. Но викам математика, нешто поинтересно, па нешто да застранам, нели? Па имаше физика, се запишав на физика. И кога се запишував прв уписан рок, после ми кажа дека во трет уписан отвориле метеорологија под физика. И веројатно тоа е некој показател, затоа што после 15-20 години се отвори метеорологија. Прв пат. Па после 15 години, претходно било на географија, после на физика, ева. И супер испадна. Така е, да. Оно што го слушаме и го гледаме е твојата соработка со Тоше Проески. Како излезе Ирина да е пратечи вокал, бек вокал? Па тоа е оно што го зборам со музиката. Некако цело време почнеш да се дружиш со едни луѓе, со други, све што е поврзано со музика. Имавме еден настап, тогаш беше некој музички хепенинг, кај што требаше да пееме придружни вокали на Дани, на Андријана Јановска со Ана Костова. И тогаш се запознавме со Анча, имавме контакт, пеевме, се спремавме, нели, и после известно време ми се јавува, јас таа започната во А1 со временскава прогноза, нели, кога треба да биде све биднова одеднаш, обично. И ми се јавува, јас за еден месец уште нов човек, нели, таму немав ни време да се адаптирам, и ми се јавува Анче, ми вика, слушај, она предава на деца во музичко. И ми се јавува, имам некои совети, нема шанси да отидам. И вика, дали можеш ти да пееш придружни вокали на Тоше? Ја викам, Тоше? Кој Тоше? Вика, па Тоше Проески, викам, јас сум тазе овде, викам, не знам како се, ама доаѓам, дефинитивно. Имавме толку малце време, некои 3-4 дена да спукаме буквално 20 и кусур композиции. Тоа придружни вокали, немаш она текст тука, И успеавме, мислам, не може кога се работи за Тоше, даваш се од себе, и тоа беше супер прв настап во Риека, со филхармонија, со покоен Ѓумар. Значи, маестро Ѓумар беше прекрасно, со цел оркестар позади нас, со припреми, Роки се сеќавам, Роки, нели, придружен вокал и гитарист на бендот. Ми викаше, слушај, некако да те подготвам. Инаку имав претходни настапи, нели, не е ново со публика, но со вака голема публика, со вака големо име, да. Ми вика, ова ти е као на Битлси, знаеш, вика, вриштаат, фрлаат доле, веш. Нема проблем, вика, ќе биде супер. И убаво пројде, убаво. Од Тоше имав поддршки, ако не се видов искрено пред тоа, пробите ни беа 2-3 со Анчи и директива на концерт. Така е. И на некоја 7-8 песна се сеќам доаѓа, па ми баци рака као за поддршка. И многу ми значи. Што напишам на моја, ова би сакала цел живот да го работам. Многу е убаво. Така и продолживме. Само да им кажеме уште на гледачите пред да запееме јас и Ирина, како нели одјава на ова наше линковско вклучување, оваа наша вонредна временска, да им кажеме дека Ирина се уште настапува. Така? Така е, така. Освен што е наметална тема. Значи музиката мора да биде составен дел на овој или оној начин. Така што со Роки сме се уште заедно, имаме и Димитар на гитара. На така приватни случувања настапуваме, значи мора музика дефинитивно, без музика ништо. Мора. И сега бакни ме нежно. Ајде да пробаме. Ајде. Ти прва, јас прва. Ти прва. Ајде, кате ти ќе ми се придружам после. Така е. Ќе се обидам. Ти си мој, или мој, само мој. За секогаш ќе бидам твоја, верувај.
Сите сни, ке не пленат знај, за срекни денови, јас сонувам за тебе. Бакни, бакни, бакни ме нежно ова ног, гушкај ме, милувај ме ти, шепни ми тивко, љубена, ти си ми се. Вети, вети, вети ми вечно, ке сум твој, најмили ти си сонот мој, не сакам ноќва за нас знај, да има крај. Па добре си. Супер, Топ. супер. Сега на крајот морам да те предизвикам. Да си земам? Да. Предизвикам. Као изненадно. Као изненадно, одиме со текстча и одиме само за нашиот реализатор, една Добар омилена са тебе ова. негова, да. Бујро Мирена, и благодарам Ајде, за ама и ова ти со време. мене. А не, јас знам ја оваа, ќе покјутам. Јас малце, ќе пробаме. Ајде. Bastard fled the Baton Rouge, waiting for a train, when it's feeling near as faded as my jeans. Bobby timed the diesel down, just before it rained, rode us all the way to New Orleans. Ја мислам доста. Мислам дека е доста. Како беше тоа? Да. Чао, се одјавуваме. Ирена и Елена остануваат. Не сум вашиот водител, остануваме на лице место јас и нау.